Европската унија треба да се консолидира, односно Европа треба да се консолидира, треба да застане на своји нози, треба да има автономија и одредена одбранбена автономија. Сепак е голема мок во светот. Е добро што Соединените американски држави се вклучуваат во некаква иницијатива за да заврши ова што се случува во Украина. Дали требаше подобра координација со Европската унија? Вештачката интелигенција ќе дојде до тоа ниво. Значи ќе ја користиме, а веќе ја користиме, на начин на кој што многу често и не сме свесни дека ја користиме, но ќе стануваме се посвесни за тоа. Ние природно користиме, но не знаеме правилно да користиме. Нешто налик да знаете англиски, ама да знаете зборови, не и граматика. Мислам дека Македонија не заостанува. Длабоко верувам во нашата IT обкружување. Ниедна политичка опција досега, сега за моментално не можеме да говориме, ниедна досега политичка опција не се решила да има рез во јавната администрација. Ние имаме министерство со 40 вработени, 50. А од друга страна имаме јавни предпријатија каде што има правна служба поголема од цело некој министерство. Гледате Трилинка во продолжение. Светското лидерство го преземаат Соединените американски држави. Европската унија и Макрон на колена. Зеленски по договор околу вселенските минерали. Се подготвува самит Путин-Трамп во ваква пресвртна геостратегија. НАТО самитот во јуни ќе треба да одговори или договори дали и како е можно продолжение на евроатлантското партнерство. Европа го чека својот лидер. Фридрих Мерц, човекот кој изгуби прво битката со Ангела Меркел, сега ќе биде идниот германски канцелар. 69 годишниот адвокат и вешт бизнисмен го дочека својот подем и излезе од сенката на челичната германска леди. Сега се враќа како најмоќен политичар во Европа. Најавите се дека ќе следуваат промени во германската надворешна политика, што ќе вклучува стратегиска автономија. Во услови кога САД имаат инсталирано ракетни бази и околу 40 офанзивни копнени сили. Мерц се пред огромни искушенија. Дома со рехабилитација на економијата како трета индустријска држава и амортизирање на десниот радикализам. Идниот германски канцелар планира да се наметне како клучен играч на меѓународната политичка сцена. Германија е најголем трговски партнер на Северна Македонија. Околу 24% во вкупната трговска размена на нашата земја и учествува околу 40% во вкупната трговска размена со земјите од Европската унија. Изгледа дека во теке една фаза, секој со своето. Од Германија со свој видување и размислување, дугогодишниот новинар и наш колега Александар Методиев анализира Германија по изборите. Исходот од изборите покажа дека во Германија е можна влада само со две партии, тоа се ЦДУ и СПД. Велам само со тие две партии, заради тоа што ЦДУ претходно повеќе пати исклучи можност за коалицирање со АФД. Тие всушност се втората по сила партија во државата, добија над 20, малку над 20% од гласовите, значи петина од гласачите во Германија гласале за ова десно радикална партија. Мерц, иако повеќе пати велеше дека нема да соработува со оваа партија, сепак на крајот на јануари се случи една промена кога оваа партија во Бундестагот гласаше за еден предлог на партијата ЦДУ за заострување на политиката во однос на мигрантите, односно на миграцијата. И тука ЦДУ доби многу критики и изгуби поени во предизборната кампања, затоа се намалија всушност и процентите и крајниот исход е под 30% кои што оваа партија ги очекуваше. Како што реков, Германија по овие избори и по формирањето на новата влада ќе се концентрира многу повеќе кон себе, односно кон внатрешните проблеми, и тие не се само миграцијата, тука и проблемите се со економијата, безбедноста и повеќе други горливи теми. Секако една од најважните теми во однос на прашањата од меѓународен план е се ставовите, односно новите позиции на Америка во однос на Европа.
тука стана јасно дека по доаѓањето на Трамп на власт, значи стана јасно дека Европа мора малку повеќе да се погрижи за својата безбедност и затоа Германија ќе мора малку повеќе да инвестира во својата одбрана. За тоа да може да го направи, ќе треба да се промени границата која дозволува задолжување на државата. За тоа да се направи, на новата влада ќе треба поддршка и од други партии кои пак се противат на таквата промена на таа граница. Тука спаѓаат Левицата и АФД. И постои една идеја сега да се направи, значи во овој еден месец од истекот на мандатот на актуелниот Бундестаг да се донесе таа промена, но тука пак има критики дека граѓаните не гласаа за такво нешто и во изборната кампања не се кажуваше дека тоа ќе се направи и сега се користи мнозинството во стариот парламент, односно во актуелниот парламент кој што има, како што реков, мандат уште еден месец, за да може да се направи таква промена. Дали тоа на крајот ќе се случи, ќе видиме. Мерц покрај тоа доби критики и во однос на тоа дека во текот на кампањата постојано нагласуваше дека партиите кои што се во актуелната влада не треба да владеат во последната, за откако станаа јасни изборните резултати и дека ќе мора да се прави коалиција, значи со СПД, одеднаш тие се добри и со нив ќе треба да се прават разговори, но тие му забележуваат дека во текот на кампањата имаше многу агресивен тон и бројни напади дојдоа од негова страна кон оваа партија и кон нејзини истакнати личности. За сега одеднаш тоа да се промени, да треба да се седне на маса и да се разговара. Тие бараат како предуслов да го промени тонот, вокабуларот, за да може воопшто да се седне да се разговара. Дали на крајот ќе се направи влада, тоа е неизвестно, иако во минатото постоеше веќе една влада во која што овие две партии коалицира. Актуелни меѓународни теми кои оставија печат на неделата. Министер што стави подпис на протоколите на Макрон за решавање на македонско-бугарските преговори. Шеф на дипломатија што го организираше министерскиот самит на ОПСЕ во Скопје, а на кој се разотидоа и не се видоа Блинкен и Лавров. Тоа беше шпицот на војната и руската агресија врз Украина. Тоа не е се од активноста на сега лекарот кој по смената на власта се врати на клинички. Добре ден за Бујар Османи. Добро ја најдов, благодарам на поканата. Господине Османи, има ли шанса за мир и крај на руската агресија врз Украина и како гледате на оваа политика на Доналд Трамп? Видете, шанса за мир имало од првиот ден, меѓутоа секогаш барањето било да има праведен мир, а тоа да не е мир кој што е под услови на Руската Федерација. Бидејќи сигурно доколку Украина од почеток ги прифаќаше условите да ги даде 4 области и да прифати да нема некакви безбедносни гаранции или НАТО членство, може би до војна немаше да дојде, но дали е тоа цената што требаше да ја плати Украина и ризикот кој што потоа ќе следува, имајќи предвид тој еден мој став кој што секогаш сум го кажал дека Украина е само прва станица во империалистичките амбиции на Русија. Меѓутоа се разбира дека оваа војна на атриција, што ако можам да го преведам тоа директно на англиски, на истоштување на двете страни, очигледно треба бара некаква интервенција, бидејќи човечките загуби се огромни, Украина се уништува како држава, очигледно Русија има кондиција да ја држи војната активна, така да во ред е што има иницијативи, се разбира во тие иницијативи многу треба да се внимава тој мир што ќе се воспостави да биде праведен, правичен мир. Каква сатисфакција имаме со критиките на Венс дека Европската унија не може или не сака да ги решава проблемите во своите редови? Дали е тоа критика за нејзиниот бирократски модел на функционирање? Па се разбира и тоа. Видете, Европската унија покажа дека има потенцијал за солидарност, за унифицирање на ставови во критични моменти. Например, кој очекуваше такво единство на Европската унија после нападот во Украина. Меѓутоа, очигледно, Европската унија подобро функционира во време на криза.
подобро функционира во време кога е под некаква закана или под некаква критика. Јас се сеќавам на првиот мандат на Трамп кога он почна да ја критикува да ги критикува земјите членки на Европската унија за прагот на средства од GDP-то кои што се издаваат за одбрамбените способности на државите. На почетокот тоа личеше како премногу агресивен пристап на Трамп кон сојузниците, меѓутоа сите земји, вклучувајќи и нас, стигнавме до 2% од GDP за одбрана. Така да не секогаш таквите критики кон Европската унија значат дека се злонамерни. Европската унија треба да се консолидира, односно Европа треба да се консолидира, треба да застане на своји нози, треба да има автономија и одредена одбрамбена автономија. Сепак е голема моќ во светот. Македонскиот премиер Мицковски застана како и македонската влада застана како коспонзор на резолуцијата на САД. Вие како ја доживувате оваа одлука? Неговата формулација и аргумент беше дека ние одлучивме. Да. Видете, тоа ние одлучивме, веројатно подсвесно сака да каже дека сепак имаме мала сувереност во одлучувањето и дека не примаме диктати. Што е во ред? Видете, ние секогаш сме имале такви ситуации. Јас често самиот сум се довел во ситуација кога сме имале, например, за кандидатури, помеѓу европски кандидати и американски кандидат. Кого да бирате помеѓу два сојузника? Или пак одредени резолуции, особено визави Средниот Исток. Европската унија да има различна позиција по однос на Израел, на палестинското прашање од Соединените американски држави. И вие секогаш тука мудро да се консултирате со сојузниците и на крај после консултации да донесете одлука која што сепак некако се вклопува и во вашите принципи. Бидејќи не секогаш слепото следење значи дека вие покажувате кредибилитет кон партнерите. Бидејќи треба да покажете дека имате вие некој систем на вредности, дека имате некоја конзистентност во политиките. Не можам точно да кажам каков би бил нашиот став во овој случај. Значи, очигледно е добро што Соединените американски држави се вклучуваат во некаква иницијатива за да заврши ова што се случува во Украина. Дали требаше подобра координација со Европската унија во тој дел за да се убедат сите страни за ставот кој што ќе го завземеме? Тука не сум бил сведок на тие динамики. Што е за вас поголем приоритет? Да се гај стратешкото партнерство со Соединените американски држави или да се оди на патот кон Европската унија како земја претендент да станеме дел од европското семејство? Видите, не е прашање дали да бирате страна помеѓу Европската унија бидејќи ќе станеме членка или Соединените американски држави како наши најголеми стратешки партнери. Туку како се вклопува во вашиот систем на вредности. Како вие гледате како држава на прашањето на Украина, на прашањето на руската агресија. Па која е целта на оваа резолуција која што одреден очигледно дека е дел од стратегијата? Ние никош не сме ги изненадиле сојузниците. Дали ова го доживувате како своевидно осветништво кон Брисел или добар потек за застанеме за стратешкиот партнер? Мислам дека е многу важно да го задржите кредибилитетот во надворешната политика. Не можете да прешалтате во ставови денеска кон Украина, кон Руската Федерација. Тоа е многу важно во очите на меѓународните партнери, бидејќи според тоа они ве проценуваат дали може да се заснуваат на вас во иднина. Прифаќам дека ова беше специфична околност во која што е без преседан на некој начин во една таква контрадикција помеѓу Европската унија и Соединените американски држави. Не можам да кажам дека има апсолутно правилно решение, дали требало едното или другото. Веројатно подобра координација за да не бидат изненадени сојузниците би било некое компромисно решение тука. Тој не исцрта нагло, дали Македонија избрза поради вашиот подпис во делот на францускиот пакет тогаш? Мојот подпис следеше после одлука на влада и одлука на собранието.
знаете, таа дебата во која што беше и Вон дер Лајен, значи собранието одлучи ние да го прифатиме така наречениот. Добро, тука ќе ви реплицира тогашната опозиција, сегашна власт, дека не била консултирана и дека тоа не било добар француски. Да, може да го каже тоа, меѓутоа сепак мнозинството во собрание донесе одлука да се прифати тој предлог, пред тоа донесе одлука влада и врз основа на тоа се прифати. Тоа не е одлука на еден човек, на еден министер, туку е на едно цело мнозинство во собранието. Дали од денешна гледна точка сметате и натаму дека е добро што го прифативме францускиот предлог? Да, затоа што во оваа прашање треба мудро придвижување во процесот. Ставање на гард не ве става во поповолна ситуација. Сметам дека преговарачката рамка е добра, преговарачката рамка не треба да се смени, затоа што таму нашите позиции, бидејќи сум кажал во неколку интервјуа, тие што беа дел од процесот знаат дека 90% од енергијата во преговорите со Бугарија беше јазикот. 90%. Во одредени моменти дури почна да се крши и политичката елита овде, дали може и некаков компромис да се прифати во делот на јазикот. И ние кога стигнавме за прашањето за кое што се трошеше 90% од енергијата, да се добие целосно нашата позиција, другото беше се помалку релевантно и не смееше да се испушти. Господин Османи, дали постои опасност поради големите симпатии и начинот на кој Трамп ја води политиката, всушност да ни се уште повеќе затворат вратите кон Европската унија, бидејќи и во Брисел има одредени резерви кон политиките на американскиот претседател, на неговата непредвидливост. Видете, никој не може да предвиди. Тоа што сега како првична реакција на пристапот на претседателот Трамп е дека Европа сака да се консолидира, сака да се зацврсти, сака да има една автономија и одбрамбена автономија во политиките. И тоа сигурно Европската унија може да ја натера да каже, чекајте, јас имам отворени прашања во мојот континент. Мене имам еден цел регион кој што ми е непокриен и ми е ранливо подрачје. Дајте да го консолидираме, ако сакаме да парираме во овој мултицентричен свет кој што се појавува сега, во кој што Соединените американски држави очигледно се повеќе се изолираат кон својот континент. На кого да се подпреме? На ослабнетата Европска унија или за брефтаната со Америка? Видете, процесот е со Европската унија. Не е лесен тој процес. Сигурно барем ние како држава сме сведоци колку е тој процес непредвидлив. Меѓутоа, процесот на членство во Европската унија има двојна намена. Прво е за нас самите, за да ние се европеизираме. И второ е за да станеме формална членка на Европската унија. Така да не смееме, треба да го гледаме како процес ориентиран, а не како дил ориентиран само кон целта. Препознавате ли кај премиерот Мицкоски ретерирање или во најмала рака омекнување на позициите во однос на можното наоѓање, постигнување на договор со Бугарија, или пак се неговата комотност во владењето му остава доволно простор за се уште одржување на таа цврста рака, не компромис со Бугарија по секоја цена? Видете, никој не бара компромис со Бугарија по секоја цена. Ниту ние тоа сме го прифатиле. И затоа во овој дел, во прашањето на цената, во прашањето на условувањата, ние и како опозицијска партија се нудиме да помогнеме на владата, бидејќи тоа е заеднички државен интерес. Тука немаме дилема дека не смееме политички да профитираме на најважната тема за граѓаните. Дали премиерот го има комодитетот, го има во краток рок. Меѓутоа, како ќе помине времето, фрустрациите се повеќе ќе се зголемуваат. Бидејќи разликите ќе бидат веќе многу поочигледни. Албанија се движи во процесот, тоа ќе го чувствуваат граѓаните на Албанија, кои што нашите од поблиска перспектива ќе почнат да го гледаат. И не зборам за албанците, зборам за сите граѓани кои што ќе почнат да ја гледаат разликата. И од тука и притисокот дека не можеме да останеме изолирани ќе биде поголем. Дали
имате контакт прво со Артан Груби? Јас не. Не сум имал воопшто од кога не е тука. Меѓутоа, во делот дали се дистанцираат политичките партии, видите, Дуи не ја засновува својата политичка иднина на односот со другите политички партии, туку на поддршката што ја добива од граѓаните. Очигледно тука немате дилема и вие дека Дуи во моментот е посилна и од најдобрите своји времиња во своето 20 годишно постоење. Меѓутоа мора да признаете дека Мицковски, премиерот Мицковски, лидерот на ВМРО ДПМН, успеа да ве приземи како партија, но и да го приземи и вашиот лидер Али Ахмети. Не, успеа да го навреди албанскиот народ, да го потчини албанскиот народ. Затоа што, например, јас го победив мојот против кандидат со 40.000 гласа повеќе, Арбен Таравари. И тој ми е сега мене предпоставен. Така како министер за здравство, а јас како лекар. Кој одлучи? Како може 40.000 албанци да бидат помножени со 0 заради одлука на премиерот? Тоа е порака до албанците дека вие сте неважни. Вашиот глас е неважен. Вие џабе излегувате да гласате. Вас треба да ви го покажеме каде ви е местото. И затоа не го приземи Дуи. И приземи ги понижи албанците. Господин Османи, на крајот, Мицковски го повикува вашиот лидер Али Ахмети да му порача на Артан Груби да се врати во Скопје и да се соочи со правдата. Ве прашам, се плашите ли од поранешниот ваш сопартиец, екс-вице-премиер, дека можеби, како што одредени анализи и можев да прочитам поранешни министри, пишува дека токму Артан Груби поседува прислушувани разговори, компрометирачки, а се поврзани со вашиот лидер Али Ахмети. Видете, гледате дека целата пропаганда е тук. Идејата е да се компрометира Али Ахмети, преку Али Ахмети Дуи, преку Дуи наследството од 2001 и албанците генерално. Тоа е добро смислена стратегија, која што ние сме ја деконспирирале. Ние знаеме и каде се направени тие состаноци. Кога е донесена одлуката дека е време да се нападне Дуи, а за да се сруши Дуи, треба да се сруши Али Ахмети. Кој присуствувал на тие состаноци, конспиративни? Значи, биле двете политички партии и посредувани биле од неколку олигарси и бизнисмени. Кој? Не сакам да спомнувам сега. Каде? Биле одржувани средбите? Биле тука на Водно, во некои од вилите на Водно. И тука е паднат договорот дека албанците ни зимаат премногу. Тоа беше времето кога имавме премиер албанец, министер за финансии и така натаму, дека албанците зимаат премногу, сега влегуваат и во економските динамики. Некој па коментирал таму, бидејќи имаме изворни информации, излегов да купам стан, сите градежници во Скопје биле албанци, па ние или ќе се здружиме ВМРО СДСМ за наредните 10 години за да не уценуваат, или ќе почнеме да го демонтираме Дуи преку пропаганда. Тоа се случува. Меѓутоа, ова пропаганда која што се прави, со цел да се етикетира, искористејќи ја за жал, таа латентна омраза кон албанците, која што не е оригинерен македонски инстинкт, ниту интерес. Никогаш антиалбанството и антиалбанофобијата не е македонски интерес. Тоа е импортиран. Тоа е импортиран инстинкт кој што за жал преку прокси играчи се наметнува како да е македонски интерес. И Дуи тоа се обидува да го спречи и да покаже дека нормално е албанците да имаат и амбиција и за премиер, и за председател, и за министер, и да бараат заеднички да се донесат одлуки за државата, и албанец да биде вклучен во прашањето со Бугарија, и македонец да биде вклучен во прашањето за албанскиот јазик, бидејќи само така ќе изградиме држава на рамноправни граѓани и на заедници. Ова е погрешна политика, но знам дека е еуфорија која што ќе удри со зид во глава и ќе се смири. Бујар Османи, благодарам за гостувањето. Благодарам на вас. Следете интервју со екс-министрот за надворешни работи, подпредседател на ДУИ Бујар Османи, а еве што ќе гледате во продолжение. Порано учевме како да користиме камера.
па имавме фотографии, па имавме курсеви за фотографиите. Денеска никој од нас не размислува како користи фотографија. Просто сите имаме на мобилниот телефон и никој од нас не му е тешко едноставно да слика се што сака, се што го интересира. Вештачката интелигенција ќе дојде до тоа ниво. Значи ќе ја користиме, а веќе ја користиме на начин на кој што многу често и не сме свесни дека ја користиме, но ќе стануваме се посвесни за тоа.